Морам да се јавам после вчерашната сесија со девојките со кои што работиме веќе долго. Таа група што ми е во понеделник, ние сме веќе стварно прилично време заедно. Каква енергија имаше, какво смеење, вие не знаете, значи плачевме од смеење и така некако на летање ми тргна и денеска денот, вчера многу убаво се разбудив некако, ама денеска така некако ми тргна на летање, на лест, на инспирација, на еден тон работа завршив од Сабајле, она продуктивно шика од мене, немам никаква потреба да погледнам никаква дистракција на страна и знам дека истото им се случува и на девојките. И сакам да поделам со вас неколку работи, затоа што уствари сега ќе ви најавам за една нова група што ја почнувам, па вие откако ќе го слушнете сето ова, сами донесете си одлука на што сте. Значи енергијата вчера беше лудило. Денес пишав на неколку клиентки со кои што порано имам работено одамна и викам, знаеш каков спектакл ме сега во групите, имам чувство дека пред 100 години требаше да почнеме и пак да работиме, значи права штета ќе биде да пропуштиш нешто од тоа таму што се случува. Тие групи во кои што доаѓам, ги сработувам и држам сесии се мојот меур. Тоа е мојот меур. Од цела негатива, од сите кое какво луѓе кои што постават, од сите луѓе кои што не се во таа група, од сите луѓе со кои што на било каков начин влегувам во контакт, работиме, нешто правиме, ги сретнам по улица, на лид, во автобуска, раскршница на собраќај, во градинка, кога зимам, враќам дете и така натаму. Од сите луѓе, овие групи се мојот меур, затоа што да видите какви жени се внатре, какви карактери, каков интегритет има тие луѓе, какво држење на зборот и кон себе и кон другите. Значи, друга димензија. И сите ние добиваме резултати според нашите одлуки. Какви одлуки носиме, такви и резултати живееме. И она што ги разликува нив од еден куп други луѓе е што тие кај мене, а јас на друго место, донеле одлука да ќе одам и ќе правам се што знам и самата дека треба да го правам, и таму некој ќе ми држи грб и ќе ме држи accountable и нема да ми даде да се откажам и нема да ми даде да кикснам и ќе се обрзам временски, ќе се обрзам финансиски за да бидам таму и за некој да ми го следи прогресот и развојот и да ме насочува по патот и да ми покажува шорткатови и да ми каже каде одам со глава во зид, а каде можам негде подобро само малку нешто да сменам и да навигирам и одма да ми биде подобро и полесно. Просто тоа се места каде што некој доброволно дошол за јас да не му дадам да се откаже од себе, од своите идеи, од своите цели, од своите желби, од своите резултати што ги посакуваат. И вчера зборувавме на сесија за basics, зборувавме за некои мои грешки, за како повеќе да размислуваш во позитива, како почесто да бидеш во позитива, а што да правиш кога те напливнат негативни емоции, негативни мисли, и им раскажувам за една ситуација пред неколку месеци, каде што нешто се изглупирав, нешто се предизвикав една неубава ситуација за која што потполно точно знам како се предизвикав, точно знам каде сум се крива и им раскажувам, одам во детали, а они вака климаат со глава и се газат од смеење. Затоа што нема шанси во последните 4 или 5 месеци и едно нив да него има направено сличното. Затоа што горе-доле сите сме на исто. Посебно вие што сте тука, нови профил, вие што ви интересираат вакви видеа, ваква содржина, што behind the scenes се интересирате за други теми поврзани со личен раст и развој. Сите сме на исто сме. Значи, паѓаме на истите работи. И вие истото го имате, како и они вчера. Затоа смешно, некој на мене ми се смеја, дека ми се сите тука се смеја, затоа што на сите им текна ситуација во кој што истото го имаат направено. Сите имате исти проблеми во поставување на граници и комуникација. На исти тригери ви се пали егото. На истите проблеми наидувате при одржување на конзистентност, преземање на акција и одржување на дисциплина. На исто место ви паѓа самодовербата. На истите желби за додатна работа, започнување на нешто свое, започнување на некој додатен бизнис, истите предизвици во родителството ги имате, исто така истите предизвици и со своите собствени родители. И што добија мојот вчера? Што добија со тоа што беа
се појави една сесија како секој понеделник, ги пројдовме тие 2 сати заедно, поминавме низ некои работи што јас ги имав припремено однапред. Што добија? Тоа што дури не сте таму да осетите таа енергија, како изгледа тоа во група, ја бе некако се објаснуваме. Меѓутоа, нема шанси они денеска на лош начин да го имат почнато денот. Ај кажете ми, каква енергија ќе имаат сите што беа вчера таму, денеска во текот на денот и во текот на целата енергија? Каква енергија може да носат со себе кога вчера се попукавме од смеење и се изнакажавме кој знае какви се една работи и извлековме моменти да куп работи, извлековме заклучоци, извлековме би можела вака да направам. Како мислите дека им почнува нив денеска денот? Со превземање на акции? Ама кои? Дали мислите дека ќе станат денеска на лева нога? Дали мислите дека ќе се разбудат изнервирани, ќе влезат во некого варање, ќе завлезат во некои проблеми, па вртење на тие проблеми во глава? Не, туку се на хај. Каква порака сум им стигнала се бајла во група, значи никош повеќе реакции емотикони немало на некоја порака што сум им пратила и рекол вау, или многу јако ме допрев длабоко со денешната тема, со денешната порака, или сите сте ми многу разработени и активни што вчера, затоа што просто на таков начин ни тргна енергијата. Така се сеќавам јас кога ќе завршам сесија кај мојот коуч и таму сме исто група, таму одам во четврток. Значи, од четврток ја буквално не се чувствувам кога дошол следниот. Затоа што ме носи таа некоја енергија, ме носи, ме крева, фактот што не сум сама, фактот што има еден куп други што се на истото ниво како мене, со истите предизвици, истите прашања ги имаат, истите недоумици, истите глупости по патот ги прават. Значи, тоа толку многу утешително, просто само фактот да знаеш дека не си сам. Дека не си само тоа, дека има и други како тебе. И просто значи, знам дека неделава нив ќе им лета, они исто така ќе летат во текот на неделата и додека да трепнеш за неколку дена ете на нова сесија во понеделник. И одиме јово на ново. Пак истата енергија, пак истото преслушување, истата работа на себе. И значи просто се чувствувам многу се чувствувам убаво и многу благодарна затоа што стварно многу убава работа сум си нашла. Најубавата работа на светот. А знаете зашто работам оваа работа? Затоа што можам да помогнам. Тоа е првенствено, најпрвата причина. Најпрвата од сите што може да се набројат причини е затоа што можам да помогнам. Затоа што знам дека што можам да направам со секој од нив. И дека тоа е причината зашто ништо не ми е тешко. И зашто можам да правам толку многу акции. Зашто можам да снимам лајвови кога имам 300 други работи за правење. Или просто не ми се не снима. Зашто ги правам сите тие видеа во момент кога радо би правила нешто друго. Нешто што сметам мене дека ми е побитно, дека поефективно би било и слично. Меѓутоа го правам за видливо, за луѓе да дознаат и да разберат дека ја постојам и дека има тука негде некоја таква група кај што се случува спектакл, каде што може да се дојде и да се работи на себе и за 3 месеци да се излезе како скроз друга жена и со скроз други резултати. И затоа не ми е тешко да правам ни разговори на Zoom. Толку многу разговори се одбиваат за секоја една група, тоа просто не можам ни да ги добројам. Затоа не ми е тешко ни да добијам ни 10, не денеска да ми каже некој. Денеска со 10 жени да зборам и сите 10 да ми речат не ми се допаѓаш ти, не е тоа што го очекувам, скапо ми е, маш ми не ме пушта, чекај маш ми да го прашам и слично. 10 не да ми речат, не ми е тешко. Јас сутра да направам уште 10 разговори, затоа што ни сите тие акции јас си ги пробирам моите бисери што си ги редам за следната група. И има ли побава работа таа? Има ли побава работа таа? Ти хендпик рачно да си ги одбереш луѓето со кои што сакаш да работиш и нивните лица да ги гледаш секоја недела однова и уште да им пружиш дар и благодат на воздигнување на нивните животи, постигнување на нивните резултати. Причината зашто тие дошле тука да се работат нешто, да подобрат и така натаму. И сега веќе ми се отворени термините за квалификациони разговори со нови прекрасни и преубави жени и спектакуларни жени
и пишете ми дали сакате и вие да ме носам на хај. И после кога се јавам вака на некое друго видување, да раскажувам за вас вие во таа група што сте, како сме се прошли вчера и вие што го слушате тука лајво да викате да, ја бев таму вчера и стварно беше многу добро. Значи, новата група веќе брои преубави прекрасни жени и ако ти е доста одиграње мала, ако и самата си досадна со ај ќе почнам од утре, од утре, не, сигурно од утре ќе почнам, ако си изморена да се споредуваш со сите и со се, ако си свесна дека имаш многу повеќе потенцијал од животот што сега го живееш, пиши ми. Затоа што нема да чекаш. Што знаеш што е највредната работа што добиваш од влегување во следната група? Дури не е ни толку многу околу алатите за работа на себе, сите материјали, мојот коучинг, запознавањето на прекрасни жени и тана, што ќе одиме заедно на истовремено едно патување, што ќе почнем во одреден период и ќе заврши во одреден период. Тоа и не е толку највредното. А што е највредното? Што ќе добиеш време. Време, ама во смисла што нема да дозволиш уште една година да ти помине во незадоволство. Највредното од сето ова е што ќе си го добиеш твоето време назад, дека е време сега да почнеш да менуваш некои работи и да добиеш резултати што конечно знаеш дека се твои, знаеш дека ги можеш, знаеш дека заслужуваш и ти да бидеш на некој такво место. А со неносење одлука и непочнување на ништо од ваков тип, само проаѓа време, ќе пројде летото, ќе дојде септември, ќе дојде нова година, пак ќе дојде нова време и слично. Просто не можам поверувам дека пред 5-6 дена наполни 41 година. На 33 почнам да работам на сега. 33 години добив информација за личен развој, коучинг, закон на привлечност, манифестирање, опат, ме заинтересира понавлего подлабоко и тоа што не прекинам да работам на себе. Ја не ми се верува дека за 2 години од сега славам 10 години работа на себе. Како лета времето. Кај ли ќе бев да не ја донесев таа одлука од 33, да земам уште таа книга да прочитам, да се јавам, да се пријавам некој сесии, да отидам на некој мастермајнд. Следната група што ќе почне, ќе биде летна група, ќе почне во некој дел на јули, ќе ви напишам на стори да нови повеќе детали. И ќе ми биде една од најдрагите групи до сега што сум ги направила, затоа што обожавам групи што почнуваат во лето. Обожавам. И јас самата почнав во лето да работам. Се случи така. За секој случај. И јас самата почнав во лето да работам, со тоа што бев пред тоа во една група бесплатна на една менторка од Србија, која што ја почнала во април, и во текот на април и мај исповлегува 1000 кусур луѓе, на Facebook група беше и многу беше активна и секој ден имаше нека многу добра вредност таму. Девојката максимално се потруди да ни покажа што знае, што уме, за да посакаме да работиме со нејзина подлабоко ниво. И во еден момент рече сега ќе отвораме на група и само 44 жени ќе примам натре. Значи само 44, ни бројка плюс, ни бројка минус, тоа бројка минус, ако се пријават помалку, се пријават, меѓутоа повеќе 44 нема да одиме нагоре. И почнуваме на 1 јули, ќе работиме 9 недели, и во прв момент ми проработа во глава лето иде. После викам, шо ако иде лето? Шо ако иде лето? Што ако е тоа лето така, одиме во лето, сингир, само на плажа седиме 3 месеци и не се мрдаме на друго место. Онака, на одмор ќе отидеш, ќе се вратиш за 7 дена, 10 дена, горе доле животот тече на ист начин, сличен начин, малце повеќе се шета за викенди, окей, се иде по викендици на планина, ваму, таму, по роднини, тоа е за викенд, во работни денови секако треба да се работи, шо мене ќе ми сметни, дали доаѓа лето или не доаѓа лето. И донесов одлука се пријавам и онака сакав да бидам дел од тие 44 жени и се пријавив и имаш уште еден предизвик, а тоа беше, Јоана беше се уште се наставаш и имаше многу работа околу неја, значи не можев да си приуштам јас, да кажеме секој ден 2 или 3 или 4 сати за работа на некаков си курс или себе или програма, иако тој програм не го бараше тоа. Како што ни мојот програм, буквално мојот програм бара 10 минути на ден да се посветиш. Ма јас сакам да се посветам барем 2 сати на ден, зашто некако прво интуитивно чувствував дека на овој начин научам занает, а второ ми беше убаво
душата ми бараше да се развивам и растам на тој начин. И како да го изведам моментот да најдам време околу Јоана, што не има шанси, онака како сопругот на работа, јас одлезав дома, како да најдам време повеќе. И некако се поклопија коцките, мојата најмала сестра тогаш беше при крај со факултет и секако имаше намера да работи летото во некој кафиш во Скопје и со дечкото нејзин тогашен сега е сопруг да се отидат на одмор во септември или така нешто на мора доат негде. И прво разговарав дома со сопругот, второ она многу одличивме дека ќе биде добро и за аспект на тоа да поминеме време заедно. И не знам, заради многу причини имаше логика да ја кажеме наместо да должиш да заработуваш, не знам, 300-400 евра колку да е таму во кафич, колку може да заработи дете во кафич летно време. Во збориме пред 9 години, не сега со денешните дневници и денешните услови, као дои ние ќе ти дадеме као ќе ти даме таа плата месечно и во јули и во август се што треба само 3 сати на ден, еднаш кога се бајла сати, поручак сати по 2, да ја прошетуваш Јоана, барем тој дел кога било кој може да шета надвор и било каде може да се шета тука по парковите, да не морам да го правам тоа јас, тоа време да го користам за некои мои работи што ќе ми донесат повеќе продуктивност. И така и битна. И никогаш не го заборавам, секогаш сум горда со тој факт дека прво инвестирав за тој курс пари што ги немав. Нула не заработував тогаш, значи нула свој пари имав. Прво нешто што се одважив и осудив е да дадам нешто од себе, за да чекам после универзитетот да ми даде. Како другаче? Како да си речам, ај прво да собарам пари да заштедам, па после тоа ќе одам да работам на себе. А на кој начин ќе ги соберам и ќе ги заштедам? А од друга страна, вамо учам работи, гледам од другите луѓе кој што прави, кој какви можности се нудат, многу побрзо и повеќе има шанси да заработам пари бивајќи во некоја група, отколку ето така да се чекам и да само чекам нешто дое да се случи, да се заштети и слично. Значи прво оди секогаш влогот од тебе што го даваш, дали е тоа време, дали е пари, дали е внимание, прво од тебе мора да дојде за да ти дојде нешто друго. Второ, толку сум горда со себе што и на таа состојба дополнително фактички се одлучив да инвестирам со тоа што нели платив некого да ми помогне во прошутување на Јоана во тие сати за јас да можам да се посветам. И тоа се одби назад како бумеранг 600 пати повеќе ми се врати. И тоа ми се врати уште во наредните 4 или 5 месеци. Како? Така што прво смирена сум си нашла кој ќе ми го чува детето. Второ, со голем мерак и доверба во менторката влегов во тој програм. Трето, уживав запознавајќи ги сите тие жени таму што беа. Од тие 44, такви поголеми групи, динамиката таква до ден денес како што одам на групи. Прва, 1/3 се максимално посветени, ентузијастични, редовни, на време да јадна секоја сесија, се запишуваат, може да се запише, работат активно во следната сесија и они ги прават лудите резултати, што се ствари супер тестимонијал за таа особа следен пат да привлече други луѓе во група. Втората третина од луѓето се така. Интересно им е, гледа дека нешто убаво се случува, учат, добиваат вредност, не дека не, ама не се толку многу инволвирани, инвестирани во процесот. Една сесија дајат, една сесија не дајат, млаки се, не се толку активни, мако така некојаш има цинична фацка за нешто што се зборува, значи они се ни вака ни така. А 1/3 никош не ги гледаш, никош не дошле, платиле само колку да се рече дека ете дошле на некој програм, нити се заинтересирани, нити имале намера да го завршат, нити се онака тоталка, она што се вика само од љубопитство. Буквално само од љубопитство се пријавиле и можда некоја си надеш на ќошот на главата имале како типот на ај па може ако платам ако се пријавам нешто ќе ми се смени. И така 1/3 до ден днес не знам како се викаат, кои се ствари, и мињата така ги слушав на тие некои листи што ги праќа и слично, ама никош не видов кои се луѓето. Со оваа 1/3 што беа како мене, ностоп со две раце во виз, ностоп прашање некој имам, ностоп некоја да имам да пријавам ситуација што ми се случило, некој мини успех меѓу сесиите и слично. Значи со тие таквите што беа исти како мене, со неколку од нив до ден денеска сум во контакт, до ден денеска се гледаме кој ќе успееме да се видиме иако живееме на многу различни географски подрачја. До ден денеска се слушаме, до ден денеска се следиме развојот и прогресот и се радуваме една на друга и стварно тоа ми се онака многу убави моменти за тоа што се направи другарки for life. Второ и основно лето, како лето си пројде, јас имав обрска само, тоа мислам дека беше секоја среда или секој четврток, више не помнам. Секоја среда или секој четврток беше во 5 сат поручак,
2 сати имавме сесии као снимани, после тоа можевме да ги прегледуваме и добивавме на нив лекции, задачи, што треба да правиме да следниот пат. И целото лето ми помина во експериментирање што подобро функционира за мене, што не и така натаму. И некада во текот на тој програм ми наметна или не знам како ме препозна, они самите ме прашуваа кога јас ќе почнам да работам како коуч и дали работам како коуч и дали досега сум работела како коуч, заради тоа што нешто ќе кажам на сесиите, ќе одговорам нечие прашање, ќе не знам нешто ќе се произнесам за некоја тема и на нив беше како значи ти работиш како коуч. Јас викам не, јас тоа не го работам. До сега не сум ни била, како прв пат ми ова на такво нешто додам. И таа менторката ме охрабри, тогаш некако донесов идеја, ми дојде идејата да работам со родители на деца што имаат посебни потреби и со нив да правам коучинг и личен раст и развој. И во таа група тие 44 жени имаше 2 мајки, која што едната имаше дете со церебрална парализа, син, во тоа време имаше 17 години детето, а другата имаше девојче со аутизам, невербално и имаше девојчето 3 години. И они двете ми беа супер модел за да пробам да им направам програма и да видам јас што знам и стварно колку можам да им помогнам на жени со 2 перспективи. Едната има мало дете, едната има веќе израснато дете и двете се со посебни потреби. И ги прашав дали би сакале да работиме бесплатно неколку месеци, за да јас се вежбам, нели, да бидеме под мониторинг на таа менторката, и они се согласија. Тоа беше супер искуство, значи тоа беше негде веќе 2019 година летото, почнавме со нив во август и се договоривме дека ќе работиме 3 месеци и кога дојде ноември, едната од нив дојде и ми рече: "Јас сега сакам да ми оформиш пакет и да ми кажеш колку ова ќе кошта, јас сакам ти платам и да продолжиме да работиме заедно." Значи до ден денеска тоа го сметам за милиарда пати поголем успех од колку момента што сега без проблем вака 10 души полнама група или 20 души, зависи колку ќе си ставам јас намера во главата да дојдат. Значи тој момент на валидација, на знак дека сум на прав пат, дека правам добро, дека некому можам да помогнам. Побогу зошто некој да дојде да ми рече ај наплати ми за да работиме тоа и тоа. Зошто да ми го рече тоа ако нема тука нешто од мене што можам да го дадам и што можам да го помогнам. И таа особа ми беше клиентка следните 2 години, после тоа се случија некои други работи, се случија некои средби во живо, инаку на Хрватица која што живее во Британија и во Хрватска се видовме неколку пати и сега сме супер пријатели и нашите сопрузи многу убав муавет имаат и кога и да се погодиме во Хрватска, летно време обавезно се гледаме со нив на ручек, на вечера и тоа ми е некој што ќе ми остане до крај на живот близок. Тоа е мојата Ивона, кај да е. Или ќе се приклучи тука, или ќе го чуе видеова, ама ќе се откаже дека на македонски бајски морам да раскажам дека зборев тука. А другата особа, другата мајка со која што работевме, што во тоа време имаше син од 17 години, сега е веќе он 24-25 години, батко голем, она е од Босна и она исто толку многу беше задоволна од нашата работа, меѓутоа во тоа време прво беше некако со уште нераспределени оформени цели, кај сака точно да се насочи, што да прави, што да оформи и слично, ама толку беше задоволна што во следните 3 години ми имаше пратено преку 5 или 6 клиентки, кои што буквално жените само ми се јавија и само се договоривме и почнавме да работиме на себе. Она ми беше амбасадорот за низ Босна, особено во времето пред не знам колку години, кога работев и на англиски, работев и на српски јазици работев. Додека не престанам да се расплинувам на сите страни, да се фокусирам само на нашето подречје. Значи, она, знаете какви ситуации имаше? Ми звони телефон и вика: "Ало, Мајо, што радиш? Слушај да ти кажам." И она не чека да ја раскажам што радим. Она почнува збори. Има една, Сачка да зове и сега ми го кажува името, сега не битно да ќе го кажам тука. Јас сам ја рекла: "Слушај, ти мораш да идеш кон Маја, тебе треба Маја, ева Сачка она да зове, збори, нешто им ќе ми затвори телефон." И ќе ми прати бројот таа жена и некоја жена ме бара за 5 минути на WhatsApp на Viber и вика: "Здраво, мене Анита ми рече да ти се јавам, ние нешто зборевме, се запознавме не знам каде." И она рече: "Тебе сигурно Маја може да те помогне, еве да работите со Маја, па еве да ми кажете како вие работите." И значи тоа се случуваше репетитивно, за на крај после неколку години и она дојде да ми биде клиентка и со нејзин сработевме 2 пати по 5 сесии индивидуални пакети, така порано работев. И тоа ми беше
преубав период, презначаен период што затоа што се одигра како што се одигра, јас сум денеска тука. Да не влезев во таа група, да не го прекршав изговорот ај па лето иде што сега на каква едукација ќе одам јас, да не почнав после, да не ги запознав тие жени таму, да не добиев тапшање по рамо, ајде бе почни нешто можеш, зашто не го правиш ова, еве прај го, еве има интерес, ти имаш што да дадеш од тебе и слично. Ја немаше денеска да створам ова се што створив тука и да зборам ова се што го зборам тука и да имам онаа група вчера што имам, кај што се скинавме смеење до солзи и супер си поминавме и еве уште не држи атмосфера, дури се видиме до следниот понеделник. Тоа се тие мали одлуки што ги правиш некогаш и што многу ефект играат како ќе ти изгледа животот за 7 или 8 години од сега. Така што информација имате, све слушнете што треба да слушнете, се знаете што треба да правите. Придружете ми се, ајде дојдете да работиме заедно, дојдете да видите како се газиме смеење, колку е добра атмосферата и при тоа градиме неверојатни резултати. Те чекам, пишете ми, пријавете се за да направиме квалификационен разговор. Убав ден на сите. Ајде, чао.